Безрезервна и повидлива борба против корупцијата, ветуваат кандидатите за нов председател на антикорупцијска, со интервјуирање на првите 5 од вкупно 10 кандидати. Собранието ја продолжи постапката за избор. На прашања на Комисијата за изборите и именувањата и представници на невладиниот сектор, одговараа Весна Доревска, која беше помошник министер за правни работи во МВР, потоа Владимир Наумовски, поранешен председател на Комисијата за заштита на конкуренција, Антонио Санев, кој поранеше началник во МВР, Бранко Смилевски, помошник на главниот државен ревизор, и Валентина Тодоровска, дипломиран правник. Според најавите од Собраниската комисија, откако ќе завршат интервјуата со сите кандидати, ќе се свика седница на која ќе биде избран председателот на ДКСК. Планирано е денот потоа веднаш како комисија да се собереме и согласно формуларот и законот, оние узанси кои што се согласно процедурата да направиме рангирање на кандидатите соодветно и да ги оцениме секој член на комисијата посебно, и планот е некаде на крајот на неделата согласно оно кое што го пропишува собранието, односно во петок да биде свикана Собраниската комисија за избори и именувања и председателот на Државната комисија за спречување на корупција да биде избран секако по оценувањето на комисијата за селекција. Антикорупцијска остана без председател откако Татјана Димитровска беше осумничена, а потоа стана и обвинета во случајот Адитив. Последниот извештај на Европската комисија, меѓу другото, нотираше и дека токму ова го довело во прашање кредибилитетот на институцијата. Поранешниот член на ова тело Драган Малиновски вели дека забелешките од Брисел се загрижувачки, па затоа комисијата мора нешто да промени во работата. Точно е дека отсуството на председател на комисијата може да биде фактор кој влијал за ваквите оцени. Исто така комисијата беше должна и мораше да испорача малку повидливи резултати. Прво треба да се избере навистина квалитетен председател на комисијата и секако да се промени нешто во работата. А тоа нешто значи отварање на високопрофилирани случаи. Откако собранието го објави огласот, во тргата за оваа позиција влегоа вкупно 13 кандидати. Еден ја повлече пријавата, а двајца отпаднаа бидејќи не ги помина административните проверки. Со останатите 5 кандидати, интервјуата ќе продолжат утре.